Почитувани, добар ден, ја следите емисијата Очи во очи на телевизија 24, ви посакувам добре дојде. Она за што ќе дискутираме повод е всушност седницата на Националниот совет за евроинтеграции со кој председава Собранието. По оваа седница председателот на СДСМ Венко Филипче излезе со барање, повик за лидерска средба, сметајки дека е неопходно политичко обединување токму околу иднината на интеграцијата, односно интеграциите на земјата во ЕУ и постигнување на национален консензус. Тој смета дека е од суштинско значење да се појаснат некои аспекти од процесот кон ЕУ и дека треба да се седне и да се разговара по-детално околу толкувањето на протоколите и работата на историската комисија. Филипче вели дека се многу јасни пораките на председателот на Европскиот совет и на еврокомесарката Каја Калас, дека сега е моментот ние да фатиме чекор со Црна Гора и Албанија, кои што пак со крупни чекори одат кон ЕУ и очекувањата се дека за периодот 2-3, најмногу 4 години може веќе да се на прагот на ЕУ. Па дека и ние треба истото да го направиме, а дека за тоа е неопходно токму политичко обединување и постигнување на национален консензус. Филипче потенцира и дека останува посветен на конструктивниот пристап и дека постојано ќе повикува на обединување и заеднички пристап, особено по однос на важните прашања од државен интерес. Меѓутоа, од друга страна пак, за ВМРО ДПМН нема причина за лидерска средба. И оттаму сметаат дека, како што велат во соопштението, дека Филипче преку прилики за лидерски средби си го крева рейтингот, односно, се обидува да дојде до поголем рейтинг. Од ВМРО ДПМН велат лидерска средба имало и пред еден месец и многу добро знаеме и ние дискутиравме за неа и дека во овие моменти тие не гледаат потреба за тоа. Ако Филипче сака средба, може да ги оствари со неговите коалициони партнери Ахмети Таравари или Димче Апасиев. Тоа се исти луѓе со исти вредности, се нагласува од ВМРО ДПМН. И сега се поставува прашањето токму воопшто околу ова со лидерските средби, имали прво воопшто потреба од лидерски средби, во смисла дали на нив може нешто ново да се слушне и нешто ново да се постигне, или само да се слушнат во најдобар случај ветување, затоа што најчесто и тие лидерски завршуваат дури и без констатација дека била во конструктивен дух, како што токму таа пред еден месец беше, и на која се разговараше и за формирање на работни групи и така натаму, и јавноста, јас барем, може би, не знам, вие знаете, дали нешто има конкретно околу тие работни групи и токму сето тоа во таа насока по однос на тие важни прашања, обединување и така натаму. Сега, значи, повторно ете лидерска средба, дали нешто на вистина може да се направи со неа, или е како што велат од ВМРО ДПМН за да се подигне рейтингот. Но ова го велам во контекст подигање на рейтингот за сите и за тие кои го велат тоа. Затоа што токму изјавата на ВМРО ДПМН е во контекстот каде што го упатуваат. Значи не е тоа, ви благодарам, не сум за тоа. Сакате да пробате, не сакам да пробам, или сакате да го пробате тоа што ви го нудам, не благодарам. Туку давање совет. Не, значи не благодарам, не ми треба вашата правосмукалка која ми ја нудите туку. Не, таа правосмукалка понудете си ја тамо, па тие ќе знаат како заедно да си собирате прашина. Во таа смисла, значи, има, како што и најчесто практично без исклучок во тие партиски соопштенија има, одлични се за давање совети на другиот. Па тука советот е
Не завршува само констатацијата не сме заинтересирани, односно нема потреба од лидерската средба, туку освен што ВМРО ДПМН го повикува и обвинителството да испита улогата на Филипче за случајот онкологија, за која пак токму Филипче вели дека не чувствува вина и дека токму со излегувањето на обвинението за случајот онкологија на виделина ќе излегла и токму ќе излегол фактот за таа лажна кампања против него. Туку, значи, не само тоа, туку од ВМРО ДПМН уште го упатуваат, ако сакал средби, каде да одил, да ги остварува со коалиционите партнери Ахмети Таравари или Апасиев. Што зборува токму и за тоа што мисли ВМРО и за нив, но и каде во кој кош, кој со кого треба, за што да разговара. И сега, во таа смисла, по однос на подигањето на рейтингот, затоа велам, кој колку си го дига рейтингот и со тоа што, види како му кажа. Но и од друга страна, дали е можност за обединување и со тие на кои му кажале, па иди тамо, па добро, со Ахмети и со кои веќе се спомнати, обединувајте се тамо. Дали е тоа можеби можност за обединување, или со други зборови, одбивањето на ВМРО ДПМН за лидерска средба, дали е пропуштање на можноста за обединување, на која повикува Филипче. Односно, ако не ја купите вие правосмукалката и му дадете совет, тој ќе успее таму, па тој што ќе го препознае што квалитетот на таа правосмукалка ќе се обедини, па утре ќе ви биде криво што не сте биле вие. Затоа велам, значи, сте дале совет. Па после ќе кажете, да, имам авторски права, јас сте пратив кај тие. Затоа велам, ова подигање на рейтингот се однесува на сите. Затоа што преку јавни соопштенија, а не самиот повик за лидерска, впрочем, е тоа, повикување, како и предходната што беше, или останатите. Еден повикува гласник, друг преку гласник, преку медиуми соопштува. Не само дали сака или не сака, туку ако сака, каде сака, ако не сака, што треба да направи. Оди па гледај се со тие. Со што велам, се отвора и прашањето дали воопшто, ако Филипче оди со ова, како што велиете и во иднина останува на идејата за овие теми да се разговара на лидерска средба, односно да продолжи да повикува на обединување и заеднички пристап, значи тој ќе продолжи да повикува. Сега, кој ќе го слушне тоа? Имено, најголемите се очекува предлогот, односно поканата да стигне и до другите партии кои велат дека досега не примиле покана, а токму потребата од средба ќе ја оценуваат откако ќе стигне поканата. Така да речеме, токму заменик премиерот, вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи, кој се откажа од Алијанса на Таравари и сите тие идеали, посветености, па одлучи да остане како заменик премиер, вели дека не добил покана. И сега тој како заменик премиер, можеби ќе смета дека треба да зборува за обединување, за кое токму Мицковски и ВМРО ДПМН сметаат дека не треба. И впрочем, се поставува прашањето воопшто лидерските средби како еден нестандарден и невообичаен формат, дали се воопшто потребни. Или и самите тие лидерски средби се на крајот од краиштата еден вид на, ајде под наводници кажано, модна писта. Да си прошетаат по неа и да се покажат на јавноста, како што и самиот процес за повикување на тие лидерски средби преку јавноста, иако се постојано и ако не се, можат да бидат достапни. Така да ете, ова е денешната тема, генерално дали пропуштаме нешто,
дали пропуштаме добри прилики или воопшто не станува збор ни за добри прилики, а особено во светлото на светлината со евроинтеграциите. Затоа што, како што кажав, повод е токму иднината на земјата во насока на евроинтеграциите. И она што го дискутиравме и денеска во рамки на првата тема во тој контекст со таа сега дипломатија, Австрија дали ќе помогне и така натаму. Дали и колку треба ние самите да направиме и дали правиме доволно. Затоа дали овие лидерски средби се во суштина на вистина само некоја форма и еден вид маркетинг за јавноста или на вистина може и нешто суштински од нив да се добие, па е добро да се одржат. Макар и за да се утврди дека не може ништо. Затоа што друго би било ако се видат тие, па полидерската да му се порача, оди ти кај Ахмети, Таравари и Јапасиев. Не си ти за тие муабети тука. А друго е кога се одбива однапред, па му се порачува истото. Иди ти со тие луѓе со исти вредности. Нема потреба од лидерска со мене. Или со нас едно, како пратеничка група или партија. Така дете, има многу прашања, ајде да почнеме. 6091-924-925, повелете, добар ден за првиот гледач. Поздрав, вие сте, да. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Се слушаме. Да, повелете. Лидерска средба на Филипче му гори под нозете, а и спаси кожата. Да се запрашаат за Грција, дали земале, дали се напатира што продадо тамо на грците, не знам. Ама изјат и со бугариве имаат дебело влезено, да не речам дупка, пикнале главата, се не може вратат назад. Тоа не е случајно тие што повеќе од бугарите сакат да направиме уставни измени. Стално го покренуваат да направиме уставни измени, вака ќе биде, онака ќе биде. Нема врска со рейтингот. Му гори и не знае што да прави. Затоа што долго треба да ги испорачаат, да го вратат назад. Случајно што се мафтат по овие странскиве држави кај што прават џумбуси тамо, со празни джебови не се оди тамо. Овие се напатирани тука и затоа сега сакат Македонија да ја распродат. И апла те лидерски средби, те вака, те онака, мисля дека народов ќе го убеди. Народов се освести дека треба да ја зачува државава. Вакви државници не треба никогаш ще вратат на кормило. Никогаш. Затоа што штета направија, никогаш не можеме да исправиме таа штета. И овие емисариве што доваѓаат од надвор, председателот и таа женската, да се застрамат и тие, нека си ги погледаат државите нивни тамо, какви им се. Па нека ни пренестат од држави. Така, благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден, почитан родител. Почит до вас, повелете, добар ден. Вие меѓу другото наведовте пропуштено. Почитан родител, кај нас што е при рака, се е пропуштено. И што е најбитно, многу грубо и арогантно се става по тепихот на владата. Пропуштено. Па, чизмата, лидерот на ДПМН, шпиц играчот, кажа, му било нудено мито, пропуштено. Што би на со тоа? Чизмата, шпиц играчот, јавно кажа дека го прателе дронови, пропуштено, ставено по тепих. Шпицот, чизмата, лично од председателот на Бугарија беше кажано дека има бизниси во Бугарија, кажано е некаде тоа, ставено е по тепих. Шпицот на груб начин одбива да се даде помош на настраданите во Кочани. Се става тоа по тепих и сега што? Не требало средба.
Мене не ме засега дали таа средба ја иницира Филипче. Каму среќа да ја иницира оној билдерон од знам, за чаурен таму, уста не отвора. Или овој, како се викаше, достоинствениот Стојанче Ангелов. Па таквите ќе си молчат. Добро им е. Уживаат. Македонскиот народ и граѓаните на Македонија им ја наведнаа главата доле до земја и они ќе барале средба. Почитувам водителу, ова се вика гнаца невидена. И сега некој ќе спомнува за минатото овој вака, дајте денешницата и дајте и нината. Благодарам. Благодарам ве, поздравувам, до слушање, повелете, добар ден. Ајде, поштовање, господин Исо. Исто така, повелете, ве слушам. Јас сум за лидерска средба. Аха. 3 работи да се договорат. Прво, да изградат 7 затвори, сите криминалци во овие 35 години што крадеа, сите во затвор додат. И од ВМРО, и од СДС, и од УИ, и од Алтернатива, и од АПС партијата сите. Второ, да се обединат името да ни го вратат. Не можам да се помирам, јас сигурно и радници Северна Македонија. И како трето најважно, да ги снема од ова политичка сцена, да се договорат некој друг од страна. Ако сакаме овој македонски народ уште малце да поживее. Само од Словенија 10 години начинот на работа и животот како се напредува во Словенија, само така ги се правиме. Вака, како што иде ден за ден, месец за месец, потешко е на македонскиот народ. Се богатат некои луѓе, сиромаштија е уште поголема, само така, затоа сум за таа лидерска средба, да ги снема од ова политичка тема. Биде ми поздравен, се најдобро. Благодарам се, кој е добро и вам, повелете, добар ден. Кој ни е следен? Добар ден, Поздрав. почитување Исто така, да, повелете, добре дојдовте. Човекот пред малку стално се залага за Словенија, случајно моите деца живеат во Словенија. Аха. И тоа одлично живеат, но иста е ситуација во друга форма, не може да се пренесе ситуацијата тамошна со овде. Истите работи и тамо се, и криминал, и подкуп, и сите работи, но во сосем друга ситуација и не можеме да неспоредливо е со овде. Во врска со рейтингот и поголем рейтинг или можност за обединување. Убаво рече човекот, сега го поддржува. Овие личности до еден, буквално до еден, треба да се тргнат, пошто не знам дали го приметуваш ти, ние начинот живот го трошат овие. Одлично си, ние украдува пари и вамо тамо, сега си го трошат времето со вакви средби, вакви, такви, никак. Луѓе кои што се огресиле, а тие се доказано е дека се огресиле, по некоја линија не знам како, се уште не е излезено на видео, но сепак ќе се излезат по разни криминали што ги направија през овие години што ни помина. Буквално сите ние ни го трошат нашиот живот. Ние кога почнаме јас имам 30 и нешто години, сега имам 60 и нешто години, нека 70 години. Так. Кој ќе ми ја вради младост? И уште сакам стварно, мимо това разговорот, да кажам дека стварно се залагам за бенефициран стаж за тебе посебно исто, затоа што сите овие глупости што ги слушаш, сите фрустрации кај тебе сигурно влијаат. И благодарам многу. Ви благодарам, ве поздравувам, до слушање. Но добро, дали е попусто трошење или не, ако е трошење време, тогаш се изгледа нема да ни го трошат времето, затоа што, како што изјави Филипче, всушност премиерот Христијан Мицковски го одбил повикот за лидерска средба без да го слушне објаснувањето. Ако е трошење време, нема да ни го трошат времето за допрва каде, кога, како, па да чекаме, па да дискутираме, ајде, ако ништо друго, може на некоја друга тема или слободна да дискутираме и да бидеме неоптоварени, барем со тоа што дали ќе се одржи, па што ќе кажат после, па потоа што ќе биде од тоа и така натаму.
Затоа што изгледа се одржувале, не се одржувале, тоа што ќе биде се случува. Колку средби се одржале и што било од нив како резултат. Впрочем, ете и таа последна пред месец дена, што има од неа. Работни групи, конструктивен дух, била средбата и во конструктивен дух и веднаш следниот ден продолжија или уште ја засилија таа реторика меѓу партиска, СДСМ, ВМРО, ДПМН. Човек се прашува како конструктивен дух, а потоа еден спроти друг. Во смисла на резултатите. Конструктивен дух имаше и со таравари па излезе. Затоа подобро да не се троши времето тогаш кога никако ништо не излегува од тоа што дури и кога позитивно ќе завршат тие лидерски средби. А најчесто и завршуваат така дека не се договориле ништо, односно ќе видиме и ќе се договараме за повторна средба. Повелете, добар ден. Добар ден, имаме ли некого? Повелете. Ало. Да, поздрав. Повелете, да, вие сте. Јас сум. Да, вие се слушаме, повелете, да. Па вака си, овие средби ми требало да се прифатат, разбирате, меѓутоа, средбите да се одлучат. Прво све за самите премиери, бившиот и сегашниот, односно опозицијата и позицијата, пресе да спокна снага да си дава самите учет да се испитат на и пореклото имото, пореклото на имотот како стекнале. Се сите нивни најблиски министри што биле што се и сите да се заложат да имат таа храброст, да имат тој патриотизам, да се заложат на сите она што го стекнале незаконито криминалци да се вратат све она што штетиле земјата Македонија. Меѓутоа, такви храбри луѓе ние немаме, тоа не го прават тие. Како се служат со лаги пред 2-3 дена во вашата телевизија гледаме една жена мајка на страданите во Кочани во пожарот. Од кога е пожарот, значи настрадани, од кога се настрадани децата, мајката била самохрана, работела, напуштила работата за да го неговиот синот немал кој да учи. И никаква помош од владата немала. И каде е таа влада сега? Одавде опозицијава бара закон да се донесе за помош на настраданите во Кочани. Овие викат, владава викат Мицкоски, ние даваме, ние сме донесе одлука. А парите кај се прашаат, да учите лажат, кога ќе им дат тие пари луѓето? Па сега не ми требат им пари, кога се болни нивните, кога им требат некои, кога им требат помош, кога им требат да се закрепнат, да се зајакнат, да се утешат. Кога ќе им дат тие пари? Видите какви се лаги, значи, од овие две партии, СДСМ и ДПМН се продадени дучки, најзлочински партии со Македонија, ти и нив. Ти истече времето, благодарам, поздрав. До вас повелете кој ни е следен, добар ден. Добар ден. Поздрав, повелете. Исто јас сакам исто да искоментирам на темава. Секако да повелете. Еве, има за тоа лидерска средба. Па ако се одржи лидерската средба, само може да има корист Македонија ако се одржи. Ало? Да, слушам, да. Вака, и може би на таа лидерска средба некои работи да се укажат, а секој може да греши. И зашто да не се одржи таа лидерска средба? Пуно работи, може би некои работи треба да се укажат, да се исправят, да се појде нешто напред. И сега, што ќе има штета ако се одржи таа лидерска средба, Мицкоски? Он упорно сега не треба лидерска средба. Ја мислам дека Мицкоски тука многу греши и неговата политика некако не ми се тоа. Он сака, еве, колку доаѓа од Европската Унија ни укажува на некои работи, дека треба тоа и тоа да се исправи некои работи. Он упоран е со сака со глава зид да бутне. И не може на тај начин он да владее и ова. Треба малку напред да појде Македонија. Еве, ни се селуваат, незапосленост, градовите се испразнија, нема луѓе. Тоа како да не го гледа некој начин да се развие нешто, да се појде. И јас мислам дека Мицкоски многу лошо воде работата. Лидерска средба. Па треба да се одржи. Што има сега ако не се одржи? Што ќе има штета ако се одржи?
Таа може корист да има Македонија и се, да се укажат за некои неправилности тие работи. Ја мислам, не знам, ја како овој народ мислува, Македонија се исели и останаме без луѓе тука, а они си играат со народ, си играат играчки. Поздрав, мисто, извини. Благодарам, на во ред е, повелете да секој слободно нека каже што мисли. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, добар ден, повелете. Лидерска средба, мене не смешно ми е. Послушав предходниот. Оти кога бара за името да се уклучи и Мицковски, не го бранам. Тогаш СДС одбиваше. Се што ќе предложеше ВБР одбиваше. Сега вака, лидерска средба нема потреба. Ако мислеа двете најголеми македонски партии за лидерска средба, не требаше да бидат разделени уште 2001, а најкасно уствари 91, а најкасно 2001. Давај едните, давај другите на албанските партии. Еве докај дојдовме. Зашто сега ќе се соспедат? Едниот од другиот, лично ме интересира. Едниот продава име, другиот сега кој бил виновен. А ви уште не гледате во македонци дека Европска Унија си игра со растопка. Не знам како размислувате, само се јавувате и како сте слепи да не гледате што се случува, само мешетари идат. Од кога? Бре, уште Ангела Меркел ни глаже, сменете го името. Па Заев купи 10 пратеници. Ми е срам да зборувам дори. Лидерска средба, зошто? Абе, сите вити не вратватете, остајте ги другите нека командова, како што му дадовте после 2001 година. Како што и оставите да игра фудбал по институции и се. Што се правите уште? Лидерска средба. Нови пратеници, нови луѓе, нови млади дета. Така. Добро, поздрав до вас. Во ред, тоа е јасно дека лидерските средби се во принципи еден нестандарден формат, па и релативно и невообичаен и не толку употребуван во другите општества, што не значи дека не се гледаат и дискутираат, но не на овој начин, вака малку театрално, така да се каже. И од една страна, како некој лично мислење мое, и во право е да би рекол и оној што мисли дека и треба и не треба, во смисла во која од една страна што навистина ќе се постигне, ако се гледаат и оние наназад средби, од друга страна пак ако е власта отворена за сите, тогаш е отворена да слушне се, а ќе си направи селективност секако. Меѓутоа, во таа смисла, особено ако е, еве како ние што правиме, немаме тајни никакви, чекајте да ми каже посебно некој, да станам јас или да дајте ми го на линија посебно, а јас по тоа ќе ви пренесам, тогаш затоа постои еден друг пристап. Нема што да се гледаме ние, да ми каже некој посебно, па јас ќе ви пренесам. Кажете пред сите, односно, си има собрание. Нудите, како што вели Филипче, агенда на која би се нашле прашање за националните интереси, особено еве по однос на ова политичко обединување за евроинтеграцијата, постигнување на национален консензус. Ајде, дај да слушнеме сите. И сите партии, затоа е законодавниот дом, и сите партии, и пратеници, и така натаму, и дајте сите да разговараме, да размислуваме за тоа. Во таа смисла, значи, секако дека е битен пристапот. Едно е дали ќе се пристапи како нема причина за лидерска средба, друго е ако се преусмери, не знам, оди кај опозицијата Ахмети Таравари, Апасиев, трето е ако се каже што имаш да кажеш, или имате се едно, ајде си има место во собранието, па ајде сите да слушнеме. И останатите партии, така натаму, а не да се вртиме во круг само. Да ми шепне некој настрана, па потоа ќе излеземе во каков дух било, па ќе видиме што ќе правиме, па потоа другите реагираат, биле поканети, не поканети, тие се договараат, зошто нас не поканиле, и слично.
Па потоа ти објаснуваат, па не, ние прво да се видиме, а планирано е потоа со сите да се зборува, па ако се гледате вие, јас потоа не сакам да зборувам, реагираат другите и така натаму. Затоа велам, значи, се зависи од пристапот и во таа смисла и оној што ќе каже, а зошто се? Па да, зошто се? Што сме виделе од лидерските средби. Од друга страна и тој што ќе каже, па да, треба, па добро, треба, но ајде, ако е нешто што може би е важно нешто, ајде да го слушнеме. Ајде да го слушнеме сите. Ајде во собрание па да слушнеме. Што има јас сега да ми каже мене на само преку телефон некој од вас, па јас ќе проценам дали треба или не. Нека каже тука, па ќе слушнеме сите од сите. Што мислите? Така да затоа велам има многу аспекти околу кои може да се разговара. На крајот од краиштата и токму ако е се народски кажано гола вода, еве, кажете пред сите па ќе слушнеме. Како што и тука ќе се јави некој па ако има да каже, вие го цените тоа, ако има да каже нешто. Ако нема да каже или е, не знам, вулгарен, безобразен, исто така, па вие го цените тоа. Тоа е индикаторот. Не треба јас да ви кажам да се слушнам јас со него. Псуеше. Знаете, оставете него, ќе го исклучиме. Не, кажете тука, па ќе го процениме сите. Дали ќе го исклучиме или вреди нешто од тоа што го кажува, па е добро да го слушаме сите и да размислуваме за тоа. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, повелете, да се слуша. Благодарам, поздрав. За да има лидерска средба, треба лидери. Овде еден лидер со кого ќе прави средба? Так. Ти за да бидеш лидер, немој со 10 пратеници лидер да изиграваш. Треба 5-60 пратеници кои ќе освоиш, тогаш лидер може да се нарекуваш. А вака сака вештачки да испадне дека е лидер. Таа е целта на Филипче. Да се појави во јавноста, да ме кеве, жива е партијата, џомити и он е лидер, ти текнува, еве и ние ќе играме сега. Значи рейтингот мислите? Чисто рейтингот, ништо друго што има да каже. Зашто да се обединат? На ВМРО ставот е јасен. ВМРО води државата, има став за евроинтеграциите. Ако сакате вие да се обедините, и даете соопштение тамо во парламентот, една декларација дека го поддржувате ВМРО во евроинтеграцијскиот процес. Киете ти обединување. Во Бугарија да не се обединети партиите случајно. Нека да се видат една со друга, ама на парламентот декларација за македонско прашање сите изгласа и пријатно. Режија, дајте у нагледачот време за ова што ќе го прочитам, чисто да го искоментираме. Филипче вели, секој предлог што ќе значи подобрување на нашата преговарачка позиција или откочување на нашиот евроинтегративен пат, СДСМ ќе го поддржи. Значи, што велите за тоа? Тие велатете, се што ќе откучи, ние ќе поддржиме тоа обединување. Дајте му време ова што одземав. Повелете. Па што не поддржат? Што не излезат со писмен документ, ова што го прави ВМРО, го поддржуваме. Болката е друга, висо. Видоа дека чизмава, што ја нарекува пријателчево, чизмава гази. Еве се и Чебрен и Галиште влегува у проект. Ќе се градат пруги, болници, хидроцентрали, државата ќе стане држава со сите нишани. Тоа ги боли. Тек тогаш никој ништо нема да ги прашува. Ќе исчезнат. Тука е болката, да се одржат на површина. Видоа дека се појави лидер што ја води Македонија како што треба. И сега, ајде да се патиме и ние некако во орото. Ама не ги бива. Нивното оро го изигра, они го одигра и сега заврши приказната. Толку беше со нив. Може да си бараат што сакаат. Благодарам и поздрав. Ви благодарам, поздрав до вас, до слушање. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, вие сте. Се надоврзувам на ова пред малку вие што го излагавте. Изложивте уствари. Так. Значи, кога би бил Филипче монарх, некоја кралевина, па сам може да преговара, меѓуто има представници од својата партија, она што го боли или што му треба или што сака нешто добро, лошо да направи, може да го пренесе на нив, они да го пренесе. И знаеме како работи парламентот. И ако воопшто сакаат овие партии, било која, да не ги нарекуваме султар партии, веќе лидерски средби не треба да има. Так. Значи, лидерските средби ќе се ги прават кога има своји лични, фамилиарни или другарски или какви или односи, нека се ги решават ако си продаваат. Да, поводи и слично. Ниви и такви работи. Так. А за тајни работи, секоја држава има некои тајни, тоа се други
институции, каде се собираат, како се разговара за некои работи, се знае процесите како се водат. Рейтингот си се покажа на локалните и на парламентарните избори. Рейтингот може да си го изгради опозицијата на друг начин. Да не лаже, да не провоцира. И еднаш, а најдобро ќе го изгради рейтингот. И верувам дека барем уште 5-6 пратеника ќе добие, ако рече, луѓе, многу ви сгрешивме, македонци, граѓани, како сака нека нарече. Многу ви сгрешивме. Бевме безобразни во одлуките, не ве слушавме вас. Што сакате, што порачувате како граѓани. Мислам дека тогаш би добро нешто малку, кога човек ќе се покај, нели викаат и пред Господ ќе ти прости. И имам уште 30 на секунди. Да, повелете. Да, ми исчезна мислата, мајде друга мисла ми дојде. Ке додадеме некој ако треба, ајде полека не се. Во ред, фала. Секунда. Толку се, ајде во друга прилика тогаш, ви благодарам. А ова пак што спомнавте, ете токму учесничката, ако има тајни работи, па кога има тајни работи, тогаш има и тајни средби. Тогаш не се најавува ништо, особено не преку медиуми, ниту повикува некој, нити друг се огласува дали ќе прифати или не. И тоа потоа, ако се открие нешто, па се шпекулира и слично, како со Таравари, дали имал средби со Ахмети предходно, па потоа протекуваат информации, па тој дали ќе негира, дали ќе демантира, дали ќе потврди. А нема тоа, јас средба да видам лидер на една со друга партија. Го поканувам Ахмети, па тој се огласува да прифати и така натаму. Затоа, значи, кога има тајни работи, тогаш тоа се тајни средби. Ова го велам во контекст во кој ова што ние како под наводници лидерски средби, повторувам по кој пат еден невообичаен формат, затоа што си има институции, некако е придружено токму со сета таа театралност, медиумска бука и така натаму. При што на сите звона се оди. Се повикува јавно, повикувамо, па тој одговара таму, па партијата се огласува и така натаму. Сето тоа е. Така да во сето тоа има и сценографија, и театралност, и ја има таа доза секако на тоа кој колку се врти, се експлоатира околу рейтингот. Нас треба да интересира суштината, затоа велам, тие се на крајот од краиштата и постојано се работното место име практично исто и да не е, секој си има кабинет и така натаму. И сигурно и дека средби има. Туку ова е еден друг момент. За сето она што дознаваме дека нешто одеднаш се направило е резултат на тие тајни средби. Тие не се соопштуваат во медиуми. Така да затоа ова јавно кога оди, ја има и таа друга димензија, дефинитивно, да се направи одреден маркетинг. Меѓутоа не е проблем ако има и некаков ефект од него. За жал, кај нас се сведувало се генерално на маркетинг. Повелете, добар ден. Добре. Да, поздрав, повелете. Како сте, добри? Добро, благодарам, како сте вие, повелете. Сега да ви кажем на Иве двајцата. Се знае кој беше лидер на ова земја. Тоа беше Бранко Црвенковски. И тука повеќе во бед нема. Така. Добро, тоа е се или? Се слуша? Да, не, во ред, имате време, само јас реков да ви кажам како се пати за Чебрен и Галични, каде разбирам најмногу. 1.300.000. Значи, ова е жива плячка. Али овој народ не ќе да разбере. И овие грижобрижници двајца да не секерат за Филипче да било кој. Сум ќе дојде на вас и ќе ги избриче. Тоа ќе биде многу убедливо, ќе видите вие и ние сите. За среќа на нашиот народ му треба леп, а не популат. Ово како се вика заборавив на леп им треба народ. Народот нема леп. И тоа е катастрофа од ова влада. Еве кошица ти е за 2 веќе качена. Што ќе јадат? Што ќе пијат овие граѓани? Нели му е срам? И да каже јавно како борел има тој. Он знае зашто го прашувам и некој одговора на цела македонска јавност.
каде оди, што прави и колку се грижи за ова земја. Нели, него сака НАТО, се слика, прават чуда. Овој Муцунски, како не е срамота на ова држава, Муцунски да биде министер за надворешни работи. Ицо, во Македонија има многу паметни луѓе. Кази се, што се, овој ще каже дека треба нови луѓе, тоа го поддржувам во сите партии. А за Мицко да е лидер, тоа мало стутра. Тоа никој пат не се, он е лидер на Никола Груевски. А го каже... Така, добро, благодарам, само ете, наместо тој термин употребувајте албанци, ако слушнав добро, еве. Повелете, добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого и дали имаме секако. Повелете. Добар ден. Добар ден, дали имаме некого? Не. Да, повелете, ве слушам, вие сте. Благодарам. Молам. Па вака, ќе го кажам својата размислување. Ја ми се чини дека апсолутно е сите што рекол дека нема потреба да има лидерски средби. Затоа што ќе се вратиме назад. Ме слушате ли? Да, ќе се вратиме назад, да, слушам. Да, така, значи ќе се вратиме назад кога некогаш сите политички партии кои беа во опозиција бара средби, бара за се да ги прашаат да се и тие да бидат информирани, обавестени што преземат во крупен план, значи владеачката партија. Ја не знам се зошто овдека еднаш мора да се тргне од нула. Па ако некогаш не се прифаќале едните или другите или третите, дај да почнеме од сега. Да видиме што размислува, да речеме, ајде ќе кажеме Филипче, што размислува Мицкоски, што размислувам јас, што размислувате вие. Па можда има добра идеја, можда имаме добро решение. Ние најлесно некого да го оцрниме, некого да го негираме и да кажеме неговите идеи не се за рейтинг, за не за што. Па сите политички партии кои што одат во опозиција се работат за рейтинг. Ајде да се вратиме па назад. Да изберете на нас, ние ќе го поништиме престанскиот договор, ќе го вратиме името, ќе направиме оно. Значи, што направиот светото? Ништо не направи. Значи, сакам да кажам со еден збор. Мора да се разговара, мора да се преговара, ако сакаме да дојдеме до некакво решение. Еве, и за ова не сум, да речеме, да се пимпла да не влеземе во Европската заедница. Зашто да не влеземе? Дали сакаат сега, да речеме, оние кои се на вас, да преидеме на другата страна, да одиме со Русија, со Кина или со Тунгузија да одиме, ние не сме во Европа во таа ситуација. Значи, не ќеме да го најдеме правото решение. Затоа ми се чини дека губиме сите. Благодарам, поздравувам. Но ете, имајте го предвид фактот, значи овој формат лидерски средби, лидерска средба се едно, исклучиво функционира по моделот јавноста да се извести, на сите звона да се известува, и тоа трае со денови, еден повикува, друг одговара, па да се прецизира термин, па дали ќе се прифати, па дали нема. Значи, тука ударно се акцентира јавноста. Ке се видат, ке разговараат и така натаму, ке имаат средба, а потоа разговорот е во 4 очи. Ништо нема јавност од тоа. Значи, едноставно моделот е тој. Тоа не е, ајде, тогаш зошто се известува јавност? А зошто постфестум не се излезе само? Ако нема дел, велам, од рейтинзи, од театралност, од сценарија и така натаму. Од влијание врз јавноста. Едноставно, од каде да знаеме? Како што велам, допрва дознаваме кој со кого се видел или што преговарал. Не известувале. Нивни работи си биле. Или не известуваат сега, еве со стратешкиот договор со Обединетото кралство. Утре подпишуваме. Немавме ние нешто однапред, се оди и се преговара да видиме, ако се договориме, тоа ќе биде добро, разговараме за можноста. Туку Мицковски не ли излезе, токму кажа, ќе соопштам добра вест. Завршена работа. Што не излеза така, да соопштиме, сега се видовме вчера, имавме средба. И дискутиравме за политичко обединување. Глупости, ништо. Или одлично, супер. Зависи како што и кој ќе каже. Туку тотално обратното, значи, еве, стратешко
партнерство со Обединетото кралство, или се велам друго, постфестум. Добра вест, подпишуваме утре, завршено. А ништо не се кажува однапред. А во овие случаи пак лидерска средба однапред. Јавноста треба да се оптоварува со тоа. Кој поканува, кој прифаќа, каде ќе биде, како ќе. И потоа во 4 очи ништо не гледа јавност. Тогаш, добро, лидерска средба, повелете, ако во јавност повикувате, дајте тогаш на плоштад или на некој медиум, па да ве слушнеме што дискутирате. Па да процениме тогаш токму. Ние да кажеме тогаш, не тие да ни кажат, овој ништо не кажал, овој бара тоа. Не, па да видиме што дискутирале, што нудел кој и што прифаќал кој. Затоа, за жал, овој модел се сведува генерално само на тоа јавноста да биде форсирана околу тоа дека треба да се разговара, а потоа ништо не знаеме што се разговарало. Што ќе ни кажат тие? Повелете. Добар ден. Се слушаме са? Се слушаме, да, поздрав, повелете. Да, благодарам. Вака се лидерска средба нема, затоа што нема лидери. Филипче, тоа е собрана издишани балони, влегува во парламент за да се спасат од евентуални прогони, а Мицковски, како шпиц кандидат, како што го нарекува еден колега што се јавува, мислам, нема ни рейтинг, нема ни образ, нема ни знаење, нема ништо. Само е ставен пред луѓето, еве го овој бил лидер. Значи, и гледате какви луѓе околу него собрат. Кај вас доаѓаат негови портпароли, се напиле 5-6 чашки ракија, доаѓаат кај вас да зборуваат, не знае името да си го каже. Значи, тоа не е лидер, а бачка сака да научи нешто од Груевски, ама не знае како да ги украде парите. Гледате еден кредит што од Унгарија година дена го најавува, уште не ги поделиле парите, не знаат по кои канали да ги распоредат за да си ги стават во джеп. Сега 6 милиарди, наједнаш им текна, им требало шеблено. Па нели 1.300.000 беше многу, сега 1.300.000 е таман. Значи тука од 1.300.000 најмалку 200-300 милиони ќе завршат по приватни джебови. Тоа што не знаат да го изградат, тоа е поентава. Значи луѓе со купени дипломи, со подарени дипломи, без никако во народот, без никаков рейтинг, без никаква поддршка, сега ни глумат лидери, се шетаат по светот, барем да донесат нешто од таму, да кажат дека не пофалиле, тие си носат по некој сувенирче за на фрижидер што се лепат магнети и толку ја трошат по 500.000 евра за едно одење до Јапонија, до Америка, 3 пати беа по 500.000 евра. И ние се чудиме зашто маркетите биле со високи цени, зашто немаме домашно производство, све е ставено карма каша, ама ќе се освестиме еден ден. Благодарам ве, поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, се слушаме. То ме предадете поздрав. Ви благодарам, повелете. Значи, Бранко Црвенковски беше лидер на времето. Транзицијата запустеја Македонија, сите предпријатија ги сравни со земја. Останаа 300.000 работници, течајци на улица. Многу голем лидер, свака му част. Он си направи богатство за себе. Исто Ѓупчо Ѓорѓиев исто. За кого да се закачаме, секој од кој по, дали Саев, дали Ковачевски, дали како може да вика дека ништо не направил, сокупена била дипломата, Мицковски бај бил со воа. Па знае се кои се сокупените дипломи. Како во луѓето можеме да видиме толку вулгарни и безобразни, да вреѓаме некои особи кои што не треба, што не заслужуваат. Ајде да го вредеме него да видиме како ќе изгледа. Да го вредеш, одма ќе дигне стапо. Срамота. Ово го нема никаде во ниједна држава кај нас. Кој од кој понекултурно, презимиња и миња различни, стават надимаци, ваков бил, глуп бил, тај бил. Не е убаво тоа, стварно не е убаво. Ке ви пренеса, дали Заев, дали покажа Заев, шо купи, шо направи, дали викна на лидерска средба кога правеше Преспанскиот договор, кога подпишуваше со Бугарија капитулација за тоа што бугарски јазик бил наш исти, ние сме имали иста историја. Зашто тоа сама не зборе за тоа трае за главине најдлабоко до дното. И сега Мицковски бил крив. Зашто? Не си справа тоа еден ден. Нека дојде зашто бега тамо? Откаде му пари да граде кули таму? А сега тука го оправдувате. Никој не го напаѓа него.
и Ковачевски со фотоволтаиците од 25 милиона на жена му што биле парите. Сите траат, не брегат. А сега е Мицковски крив за се што се случило, нема ни година. Се е криво. Благодарам ве, поздравувам. Добро, ете, стигнавме до крајот на времето, но мислам дека направивме нешто клучно, а тоа е, ако ништо друго, лидерската средба воопшто како појава интересна, па и како начин кој кај нас се применува, барем за да се прикаже во јавноста дека се решаваат клучни, важни, битни државни интереси, ја изанализиравме од сите аспекти. Така да сега еве можете и вие сами да го извлечете заклучокот воопшто околу ефикасноста на тие лидерски средби како појава, но и како соодветност воопшто за тие да функционираат, да се применуваат, за во иднина впрочем и да се насочат самите лидери и самите субјекти и од власта и од опозицијата на ефективно и ефикасно решавање на проблемите. Ако се тоа лидерски средби, добро, но ако има други начини, други места, собранието и така натаму, тогаш ете да се применат тие кои ќе дадат резултат. Ви благодарам за денешниот резултат, имајте пријатно попладне и секако ве поздравувам до нашата следна средба утре. Довидување.